Скопје е во срцето на Европа овие денови. После 3 дена на Европскиот младински олимписки фестивал се постигнати огромни достигнувања. Се уриваат рекорди, се освојуваат медали, се надпреварува, но и се другарува. Стотици млади од 50 држави се дел од спортската манифестација која за прв пат се одржува во Македонија. Можностите за сите значат многу повеќе од победи. Ова е прилика за мотивација, дисциплина, инспирација, вредности, тимска работа и одговорност. Македонската делегација е најбројна, а министерот за спорт изрази задоволство до сите спортисти и ги мотивира сите федерации кои имаат можност и желба да побараат помош при организација за сениорски поголеми надпревари. Она што можеме и што јас се залагам како министра, тоа е да што е можно повеќе млади деца спортуваат. Ова за мене е еден празник за очите, затоа што навистина во нашата земја најпрво да се толку млади спортисти, толку спортисти генерално да се присутни, за мене представува навистина еден празник за очите. Европскиот младински олимписки фестивал во Скопје е досега најмасовен. На едно место се собрани 4000 спортисти кои се надпреваруваат во 15 спортски дисциплини. Multi-sport event that we have in Europe for young people. And I think it's the biggest that exists in the world. We have 4,000 athletes competing here in 15 different sports, more than any other time that we had in our history. Естонката Алика Инкери Мозер ќе го памети Скопје по светскиот рекорд кој го постигна во дисциплината во скок со стап. Мотивирани се сите учесници кои посакуваат успех, ферплей, но и полни трибини. Нашата цел е многу јасна, сакаме да ја направиме Македонија горда и поддршката се дава преку полните трибини со навивање и со бодрење. И покрај топлотниот бран и летната жега, спортистите сепак не се откажуваат. Иако условите се потешки, тие пијат повеќе вода и се ладат со мраз. Организаторите велат дека безбедноста на спортистите е на прво место и прават се што е потребно за да им овозможат најдобри можни услови за надпреварување. Како последица, ги удвоија количините на вода, ги почитуваат медицинските мерки, доволни количини на мраз и ладни кади, промена на саатници и климатизирање на сите сали.